На денешниот национален форум ќе дознаеме повеќе и ќе дискутираме токму за состојбата на примарната здравствена заштита во Република Северна Македонија. Денешниот, по многу нешта значаен и уникатен настан, што се одржува на тема од пресудно значење за иднината на државата, најпрвен ќе го поздрават председателот на владата и министерот за здравство, а потоа ќе говори директорот на одделот за здравствен систем и јавно здравје при Светската здравствена организација. Поздравните говори на нашите еминентни гости ќе бидат проследени со стручниот дел на форумот, со осврти на експерти од Светската здравствена организација, Министерството за здравство и Управата за електронско здравство. На самиот почеток го покануваме господин Зоран Заев, председател на владата на Република Северна Македонија, да се обрати. Повелете. Почитуван министер за здравство, господин Филипче, почитувани министри, заменици министри, државни секретари, директори на јавните и приватните институции во Република Македонија, почитуван господин Ханс Клуге, директор на одделот за здравствени системи и јавно здравје во Светската здравствена организација, почитувана представнички на Светската здравствена организација во нашата земја, господјо Жихан Тавилах, драги лекари, почитувани професионалци од здравството, почитувани гости, почитувани медиуми. Многу пати досега сум кажал и денеска уште еднаш ќе повторам дека здравјето и благосостојбата на граѓаните за владата на Република Северна Македонија се едни од врвните приоритети. Заради здрави граѓани значи и посреќни граѓани. Здрави граѓани значи граѓани кои можат да заработуваат за себе и за своето семејство и активно да придонесуваат за целото наше општество. Годинава во буџетот за здравствена заштита се издвоени средства во износ од 30 милиарди денари, што во споредба со 2018 година е за околу 2 милиарди денари повеќе. Создавајќи сигурен и цврст здравствен систем кој што за сите ќе нуди безпрекорни услуги. Република Северна Македонија истовремено исполнува една од 17 цели за одржлив развој во агендата за одржлив развој 2030 година на Организацијата на Обединетите нации. Постигнување на целите кои се содржани во целта за одржлив развој под број 3, која што вели: обезбеди здрав живот и промовирај благосостојба за сите граѓани на сите возрасти, може да се направи исклучиво преку напредување на превентивната здравствена заштита. И затоа, во фокусот на владата е токму да обезбеди и да гарантира дека примарната здравствена заштита ќе биде носечки столб на целиот здравствен систем. Но во исто време, примарната здравствена заштита го представува и целокупниот пристап на општеството кон здравјето на луѓето, односно кон стремежот здравствените услуги што побрзо и што поблиску да стигнат до граѓаните и да бидат прилагодени на нивните потреби. За создавање на високо квалитетна и безбедна примерна здравствена заштита, неопходни ни се мултисекторски политики и активности кои што ќе се создаваат и ќе се реализираат заедно со заедницата. Здравјето и благосостојбата на луѓето првенствено произлегуваат од интеракцијата на социјалните, економските и еколошките детерминанти, односно на нив се повеќе влијаат фактори кои што се надвор од здравствениот сектор. Од тука, за да постигнеме социјална и здравствена еднаквост, потребни ни се координирани политики на неколку нивоа и во неколку сегменти, односно измена на одредени закони и прописи, промена на средината, како и информативни и едукативни кампањи. Многу често, политиките кои што ги создаваат или дејствата што ги преземаат другите сектори, понатаму индиректно или директно влијаат врз здравствениот сектор. Например, ако во текот на образовниот процес наставниците не ја втемелат навиката за физичка активност кај дел од учениците, тие во подоцнежните години од животот можеби ќе бидат почесто болни од учениците кои редовно практикуваат одредена физичка активност. Затоа, примарната здравствена заштита треба да ја препознае улогата
која што играат сите останати сектори, почнувајќи од финансиите и индустријата до образованието, земјоделството и урбанистичкото планирање. Истовремено, примарната здравствена заштита треба да се осигура дека овие сектори се свесни за влијанието на нивните одлуки врз здравствените резултати и тоа секогаш да го имаат на ум при процесот на носење на одлуки. На самиот крај, дозволете да ви посакам успешен форум овде во Скопје, а на гостите убави спомени да понесете заедно со вас од нашата земја. Благодарам. Му благодариме на председателот на владата за ветувачките зборови кои значат промени на подобро во јавното здравство. А во продолжение го покануваме доктор Венко Филипче, министер за здравство на Република Северна Македонија, да се обрати. Повелете. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика во владата Република Северна Македонија, господја Мила Царовска, почитуван директор на Оделот за здравствени системи и јавно здравје на Светската здравствена организација, господин Ханс Клуге, почитувана господја Жихан Тавила и останати представници на Светската здравствена организација, почитувани амбасадори, министри, колеги доктори, дами и господа. Имам чест и одговорност денес пред вас и пред јавност во име на Министерството за здравство да зборувам за нашата визија и за патот на промените кон подобар здравствен систем, за основата на која се темели здравството, а тоа е приманата здравствена заштита. Наш приоритет се граѓаните и нивното здравје, затоа континуирано работиме за изнаоѓање на можности кои ќе придонесат за подобро здравје на граѓаните. Во нашата земја досега се воведувани различни интервенции во здравствениот систем кои длабоко ја сменија структурата и организацијата на истиот. Примарната здравствена заштита е клучна и повеќе од потребна интервенција за подобрување на квалитетот, континуитетот и севкупното спроведување на здравствените услуги. Верувам дека покрај подобрување на повисоките нивоа на заштита во здравствениот систем, примарната здравствена заштита останува главен темел за унапредување на здравството. Иако овој форум е фокусиран на примарната здравствена заштита, би сакал да ги посочам анализите од веќе имплементираните мерки кои ги имаме и на другите нивоа на здравствена заштита, кои ќе надополнат сликата како да се подобри севкупниот систем, бидејќи само така ќе добиеме комплетен, здрав и интегриран систем на услуги. Со добар систем за релативно кус период успеавме да намалиме новороденичката смртност. Условите на клиниката за гинекологија и акушерство ги доведовме на ниво каде истата е намалена за 8% поени. Ги подобруваме условите секаде каде што има деца за лекување, купуваме нова опрема, образуваме и вработуваме кадар. Одобрена е набавка на 8 мамографии во вредност од 85 милиони денари, кои ќе се дистрибуираат низ целата земја, каде е најкритично и во руралните средини. До граѓаните ги доближуваме програмите за скрининг и превенција од рак на дојка и цервикален карцином. Со измените во Законот за здравствена заштита, со укинувањето на паралелниот увоз на лекови, воведуваме нови типови на инсулини, ги зголемуваме бројот на инсулинските пумпи, буџетот за набавка на лекови за лицата со ретки болести, односно почнавме битка за подобра здравствена заштита. Но секако примарното здравство е почетната точка. Наши приоритети се превенцијата и грижата за превалентните заразни и незаразни болести, како и нивните фактори на ризик, менталните нарушувања, но и подобрување на грижата за мајките и децата. Грижата за старите и ранливите групи на населението, односно поздравиот живот да стане реалност, без разлика на возраста и социоекономскиот статус. Врз основа на анализата на податоци и информациите обезбедени од значителен број засегнати страни експерти, во периодот од мај до декември 2018 година во Македонија се спроведува низа проценки на системот за спроведување на здравствени услуги со подршка на Светската здравствена организација, со особено внимание на квалитетот и интеграцијата на услугите. Паралелно со ова, со Светската банка работиме на проценка на здравствениот систем со посебен фокус на ова ниво на здравствена заштита. Цел беше да се утврди нашата нова визија и стратегија, да се утврди новиот модел кој ќе одговори на предизвиците и ќе се заснова на зајакнување на приманата здравствена заштита како основ за обезбедување подобар здравје и здравствен систем воопшто. Но исто така да го намалиме оптеретувањето во болничкиот сектор и да најдеме решение за предизвиците со кои се соочуваат здравствените работници. Приманата заштита треба да биде ориентирана кон заедниците кои ги обслужува.
да се искористи искуството од неодамна започнатиот успешен проект на нашето Министерство за грижа на лица во домашни услови, кој го работиме заедно со општините и Министерството за труд и социјална политика. Во приманата здравствена заштита, подобрување на квалитетот на пациентите и понатаму ќе биде наш клучен предизвик. Ги повикувам во еден инклузивен процес сите засегнати страни, државни институции и граѓанскиот сектор и сите заедници со цел да се поддржи и обезбеди подобрување на севкупните перформанси, на давањето на здравствените услуги и остварување подобра интеграција. Очекувам да работиме заедно, за да возможиме сите луѓе во нашата земја да имаат пристап до квалитетни услуги во примената здравствена заштита поблиску до својот дом. Благодарам. Добро, почитувани представници на медиумите. Денеска го организираме првиот национален форум за здравство со поддршка на Светската здравствена организација. Сакаме да ставиме акцент на стратегијата што ќе спроведеме да се зајакне овој систем и ова ниво на здравствена заштита. Заради тоа што тоа е основата на нашиот, но и на секој друг здравствен систем. Од тука тргнува не само првичниот третман, туку многу значи и за превенција на многу болести. Ова е нешто со што сакаме да исполниме еден од целите на Обединетите нации, а целта здравство значи остварување и на други цели. Се соочуваме со бројни предизвици и бројни проблеми на повеќе нивоа. Зајакнување на примарното здравство ќе значи и ослободување од теретот и на другите нивоа на здравствена услуга, ослободувајќи ги од огромен терет здравствените работници кои што работат во болниците, заради тоа што многу често пациентите го избегнуваат системот на примарно здравство. Уведуваме и алтернативни, ги нарековме хибридни на некој начин модели. Тоа се мобилните сервиси, кои што веќе ги пилотиравме во општината во Кочани, понатаму продолжуваме во Битола и во Ресен. Сакаме на овој начин да ги приближиме здравствените услуги до домовите на луѓето, но и да ги дадеме во самите домови. Станува збор за услуги кои што се однесуваат на пациенти со хронични болести, понатаму на мајки со мали деца, понатаму на тешко подвижни пациенти. И на овој систем во следниот период да го надградиме модел на мобилна аптека и на тој начин и на целокупна здравствена услуга да им биде достапен на пациентите, но и на граѓаните ширум земјата во своите домови или блиску до своите домови. Сакам да изразам голема благодарност до господинот Ханс Клуге, кој е регионален директор во Светската здравствена организација, кој што со своето огромно искуство во многу земји во светот во сите овие минати години ни укажа на тоа каде треба да насочиме нашата стратегија, кои модели можеме да ги имплементираме и во светскиот и во следниот период ќе работиме заедно со нив, но и со представници на Светската банка, кои што веќе во изминатите десетина години учествува во имплементирање на модел на реформа во примарното здравство, за да сега со нивната експертиза и знаење од сите изминати години имплементираме искуствата во насока да се надминат проблемите со кои што се соочуваме. Благодарам. Министре, бидејќи во делот на превенцијата е да се спречи ширење на заразни болести како што се морбили и грип, дали по примерот на болницата во Козле и детската клиника кои што ги одложија прегледите преку мој термин овој месец, тоа ќе го препорачате и во други установи, нели, за да се спречи токму и смртните случаи, меѓутоа и да се заразат тие што се болни од друго? Имавме состанок на Комисијата за заразни болести, таму експерти од повеќе области ја дадоа оваа препорака и со оглед на тоа што се тоа најкритичните места каде што се носат на преглед на децата, одлучивме тоа да биде спроведено во овие две институции, секако дека многу динамично, практично не секојдневно, туку секој час добиваме нови информации од сите институции во врска со нови пациенти, нови заболени, така да ќе одлучуваме се што треба и дополнително како мерка да воведеме со цел да се ограничи оваа епидемија. Министре, голема ќе отпочне, односно ќе испратиме писмена документација до вакциналните пунктови да вклучиме вакцинација за 6-месечен возраст. Да, и писмено и устно има укажано во неколку наврати тоа да се направи. Станува збор за мерка која што се спроведува во услови на епидемија, да се вакцинираат децата од 6-месечна возраст во Скопје, а да се потенцира потребата за вакцинација на сите други деца од редовната возраст според календарот кога треба да се вакцинираат, односно од 12 месеци ширум државата, односно во сите други градови. Дали има ново заболење од морбили и грип и каква е состојбата на осемица штетици што беа во критична состојба на инфективната грип?
Има во овој момент едно дете кое што е во критична состојба со тешко воспаление на белите дробови со претходна болест, церебрална парализа. Инаку динамиката е и во текот на вчерашниот ден вообичаена исто како изминатите денови, околу 4 до 5 случаи се примаат на клиниката за инфективни болести. Во детската болница во Козле се сместени само пациенти со грип, нема пациенти со сипаници. Министре, дали води се од јавувањето кај родителите кои не ги вакцинирале децата? Каква е нивната реакција? Дали ќе ги донесе децата на вакцина? Еве ќе ја следиме таа динамика во следниот период, иако може да кажам и овие мерки што ги донесовме до сега се на некој начин дадоа задоволувачки резултати. Над 6000 деца се веќе вакцинирани. Искрено се надевам дека истата динамика ќе продолжи и понатаму, така да во следниот период ќе имаме што поголем број на вакцинирани деца и ќе потенцирам дека тоа е една од можностите да оваа епидемија заврши што побрзо. Инаку сите деца кои што се сега невакцинирани се во исклучително висок ризик да заболат од морбили. Докаде е постапката за распишување на тендер за онколошки ретки болести? Постапката е во фаза на крајно дефинирање на количините и на буџетите од самите клиники. Јас верувам дека најкасно до почетокот на следната недела таа постапка ќе ја распишаме. Асоциацијата на млади лекари излезе со обвинување дека во Тетовската болница на нив се вработуваат луѓе со природнински практички инженери. Да, иако иницииравме состанок во текот на минатиот ден и со директорот на Тетовската болница, за кој што излезе тој документ во јавноста, но и со асоциациите повеќе на млади лекари, овој состанок заради овие обврски со врска со организацијата со денешниот настан ги оставивме за текот на утрешниот ден. Така да сакам да имам точни информации, да видиме како се правела, како се регрутирале тие, пак ќе ви кажам додека немам точен увид. Ќе кажеме тоа. Сега законот кажува дека тоа е ексклузивно право на директорот на секоја установа. Но ние веќе направивме промена во Законот за здравствена заштита, со кој што воведовме 6-месечен стаж задолжителен на ниво на примарно ниво и на ниво на итна медицинска служба за сите млади лиценцирани лекари. Меѓутоа сакаме овој модел да го надградиме и да биде модел за кој што сега во најскоро време ќе обезбедиме и дополнителна сума на средства за да сите завршени млади лекари, а тие се околу 300 на број во нашата држава од сите 3 медицински факултети, добијат понуда за работно место. Веќе работиме на моделот, веќе работиме на правилникот согласно законот. Во најскоро време јас се надевам дека во следниот месец, најмногу месец и пол, ќе го имаме на овој точниот начин на кој што ќе може на секој завршен, без разлика на било која припадност ваква или таква, ние му понудиме работно место во нашиот здравствен систем. Прво да ги стимулираме да останат во државата и второ да не се дискриминирани по ниједна основа. Па еве, ви кажам, значи тоа е сегашниот закон, значи тоа е право на самиот директор. Меѓутоа, со оваа мерка која што сега ја објаснив, ја мислам дека ќе направиме значајна разлика во однос на сегашниот систем. Good morning, everyone. My name is Dr. Hans Kluge. I'm the Director of the Division of Health Systems and Public Health at the WHO Regional Office for Europe, which covers the 53 member states. We would like to congratulate the government of the country and in particular Minister of Health, Dr. Filipci, for 2 very important days for your country in health, today and tomorrow. Today we are working together. Добар ден на сите, моето име е доктор Ханс Клуге од Светската здравствена организација, раководител на оделот за здравствени системи. Би сакал да му честитам на министерот за здравство господинот Филипче на 2 многу важни дена за здравството на вашата земја, тоа се денешниот и утрешниот ден. Last year, all the countries in the world agreed on a new global vision to strengthen primary health care, to bring better health to the people in the world, and your country is the first one to operationalize this global vision into practice. Минатата година сите земји во светот постигнаа согласност да се зајакне примарната здравствена заштита заради постигнување на што подобри здравствени резултати
И вашата земја е првата во светот која што ја операционализираше таа цел. In your country, you have a lot to build on, and as the minister was telling, the challenges are similar to those of other European countries. Во вашата земја има веќе многу добар материјал и многу добра основа на која што може секако да се надградуваат резултатите. И да кажеме и тоа дека многу земји се соочуваат, многу земји во светот се соочуваат со слични предизвици како и вашата. The most important is to have the political commitment of the country, and in this case to strengthen primary health care. Primary health care brings care closer to the communities and to the people, is more affordable, and can bring care to those people who otherwise would not receive health care. Оно што е од исклучителна важност е секако политичката волја и политичката посветеност да се зајакне примарната здравствена заштита. Примарната здравствена заштита е таа која што е најблиску до луѓето, најблиску до заедниците, која што е економски најдостапна и која што во најбрзо време може да им го обезбеди она што им е потребно на луѓето. Tomorrow, the Ministry of Health is convening a meeting of neighboring countries to tackle together a number of very important issues, like strengthening primary health care, brain drain, and digitalization of health systems. Утре Министерството за здравство ќе биде домаќин на средба со соседните земји, на кој што ќе се разговара за прашања од голема важност за здравството, како на пример зајакнување на примарната здравствена заштита, проблемот на одлив на мозоците и секако дигитализација на здравството. This international dialogue is very important. Only if we learn from each other and work together, learn from both successes and pitfalls, we will be able to move together as a region, a sub-region, and thank you to the Minister for taking this leadership. The World Health Organization will support this. Секако кога споделуваме искуства, тоа е патот за напредокот, така можеме да учиме и да напредуваме. Тоа е многу важно и затоа во тој контекст сакам да му се заблагодарам на министерот за овие иницијативи, за овие активности, а Светската здравствена организација ќе даде своја поддршка на ова. Ultimately, today the difference between ill health and good health depends not only on the health sector, it depends on many factors which are laying outside of the health sector. And that's why it's so important for different ministries to work together under the leadership of the country and with the patients and the communities. На крајот на краиштата разликата помеѓу доброто здравје и лошото здравје не зависи само од здравствениот сектор, има и многу други сектори, многу други ресори кои што се инволвирани во ова и секако под водство на раководството на државата може да, значи треба да се работи заедно на постигнување на што подобри резултати. The way to good health is a never-ending road. It's a tough one, and we need everyone on board. I thank you for your presence, and you can count on the World Health Organization. Thank you. Патот кон добро здравје никогаш не завршува. Потребна е инволвираност и вклученост на сите сектори. Јас ви благодарам во име на Светската здравствена организација и можете да сметате на нашата поддршка и во иднина.